папилома вирус или скратено HPV е најчестиот сексуално пренослив вирус. Станува збор за група на вируси кои инфицираат кожата или различни мукосни мембрани. Подеднакво ги погодува и мажите и жените. Најчесто ги афектира младите лица веднаш по стапувањето во сексуални односи. Повеќето од инфекциите не се опасни, но одредени типови на HPV може да предизвикаат генитални брадавици и неколку видови на рак, од кои се издвојува ракот на грлото на матката. Во текот на животот, повеќе од 80% од луѓето ќе бидат заразени со еден или повеќе видови на овој вирус. Голем дел од нив нема да покажат никакви знаци или симптоми што го отвора патот за негово пренесување на други лица преку полов однос или по неполов пат од мајка на новородено или преку облека. HPV типовите 16 и 18 се најчести причинители на ракот на грлото на матката. Според Светската здравствена организација, над 630 милиони луѓе во светот се заразнени со HPV, а секоја година од рак на грлото на матката умираат над 250.000 жени во светот. Во земјава, ракот на грлото на матката е на второ место веднаш после ракот на дојката, кај жени на возраст од 15 до 44 години. Сето ова може да се превенира со вакцината против HPV, која го намалува ризикот од настанување на рак на грлото на матката. На оваа тема денеска ќе разговараме со професор доктор Катарина Ставрик, специјалист педијатар-имунолог и професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Доктор Ставрик, добре дојдовте во подкастот Ваш педијатар. Благодарам на поканата и драго ми е што повторно зборуваме за вакцините. Вакцината против HPV до денес е единствената од редовниот календар за имунизација која има најнисок регистриран опфат во споредба со сите други вакцини од имунизацијскиот календар во земјата. Со HPV вакцината се вакцинираат само девојчиња со наполнети 12 години, а доколку се пропушти, таа може да се даде и дополнително најдосна до 14 годишна возраст согласно календарот. Од што штити HPV вакцината и во колку дози се дава? Значи, HPV вакцината во Македонија е воведена 2009 година. Имаме една долга традиција на употреба на оваа вакцина, но за жал, како што кажавте, е многу мал офатот на девојчиња кои што се вакцинирани. А ова е навистина една од вакцините кои што превенира карцином на матка на грлото на матка кај жените. Во Македонија се користи 4-валентна вакцина, која што се дава во 2 дози. Се почнува на 12 годишна возраст кај девојчињата и после 6 месеци се дава и втората доза. Со тоа што доколку се пропушти или покасно се започне, негде до 15 година се примаат 2 дози. Доколку некои девојчиња, жени сакаат и после 15 година, во тој случај се примаат 3 дози. Тоа е календарот. Инаку, како што кажавте, рековме 4-валентна вакцина, која ги содржи овие два типови 11 и 16 и 18, кои што се најчести, во 70% предизвикува, се поврзуваат со карцином на грло на матка. Има и уште два други подтипа, тоа се типот 11 и 6. Тие се најчесто врзуваат со појава на гениталните брадавки кои што се јавуваат како кај девојчиња, така и кај машки момчиња. Центрите за контрола и превенција на болести, Американскиот центар преди се, препорачува вакцината против HPV да се дава на девојчиња и на момчиња на возраст од 11 до 12 години. Меѓутоа истата, според нивните препораки, може да се даде и на возраст од 9 години. Идеално е да се прими вакцината пред да почнат со сексуални односи, пред да бидат всушност изложени на HPV вирусот. Истражувањата покажаа дека примањето на вакцината на помлада возраст не е поврзано и со порано започнување со сексуални односи, со сексуална активност, што е еден од стравовите и дилеми на родителите. Зошто е подобро вакцината да се приме порано, а не по стапување во сексуални односи?
Како што рековте, фактички вакцината треба да се прими пред да почне сексуално да биде активно девојката да биде активна. Затоа е 12 годишната возраст земена и во повеќето европски земји негде се спроведува имунизација на 12 години, но може и над 9 години е регистрирана вакцината да се даде. Важно е да се даде на 12 години пред да стапи во сексуална активност, затоа што нема контакт со вирусот. И автоматски вакцината создава солиден имунитет, кој што и доколку дојде во контакт со некој од овие типови, кои што се високоризични за канцер, организмот кој е вакциниран ќе се справи со нив. Доколку се вакцинира отпосле, кога веќе е сексуално активно девојчето, жената, во тој случај веќе не знаеме колкав е процентот на инфекции со ХПВ. Рековте дека 80% од тие вируси воглавном не се врзуваат со канцерогени состојби и организмот се справува со нив, така да на некој начин тие инфекции се излекуваат. Но проблем се токму овие соеви, типови, кои што се високоризични за канцер. Затоа е препораката. Исто така има студии кои што покажуваат дека и на 12 годишна возраст е некоја оптимална возраст кога навистина се создава висок ефикасен имунитет. И со оглед дека вакцината е воведена за прв пат 2006 година, значи имаме еден долг период од 16 години на користење и веќе студии покажуваат дека и после 10 години од вакцинација лицата кои што се вакцинирани се заштитени во висок процент, негде околу 90-95% се заштитени од овие типови кои што се високоризични. Навистина висок процент. Како ХПВ вакцината штити од канцер? ХПВ вакцината е рекомбинантна вакцина, така да не е тоа вирус кој што може да предизвика инфекција, меѓутоа содржи партикли, антигени, кои што го стимулираат имуниот систем на организмот да создаде она што реков квалитетен имунолошки одговор. И после 2 дози, тој, значи 95% од женската популација е заштитена од овие високоризични соеви на ХПВ вирусот. Но никогаш не е касно да се вакцинираат девојчињата, значи и покасно ако се вакцинираат, ефикасноста е нешто помала, 80-82% се намалува, но сепак се објавуваат и такви студии дека и покасното вакцинирање, но сепак ефикасноста се намалува. Велите покасно вакцинирање, но кога е предоцна за вакцинирање? До која возраст? Па сега последните препораки на меѓународната агенција за имунизација и на Америчкото здружение за имунизација вика дури и до 45 години може да се вакцинираат жените. Повторно го кажуваме тоа дека не знаеме, најчесто жените негде до 25 годишна возраст се инфицирани веќе со некои соеви типови на ХПВ вирусот. Меѓутоа, никогаш не знаеме дали се тоа овие високоризични типови или не. Така да, никогаш не е касно, ефикасноста е помала, меѓутоа, последните препораки вика дека и до 45 години може да се вакцинираат женските, жените и девојките, меѓутоа во многу земји и машките, да речеме, мажите се вакцинираат. Така, праксата и препораките во светот за примање на ХПВ вакцината се однесуваат на девојчињата, но и на момчињата, кои исто така можат да го пренесуваат вирусот. Какво е вашето размислување во правец на вакцинирање на машките деца кај нас? Сметате ли дека треба да се вакцинираат и момчињата кај нас? Рековме дека овие типови на ХПВ предизвикуваат најчесто карцином на грло на матка кај девојчињата. Меѓутоа, овие високоризични типови на ХПВ вирусот се поврзуваат и со други карциноми. Аноректални карциноми, со брадавките, гениталните брадавки, кои што се јавуваат и во машка и во женска популација.
И ако ХПВ вакцината кај девојчињата е воведена во негде од 150-140 земји се спроведува, веќе последниве десетина години почнува да се користи и ХПВ вакцинација на момчиња. Истата возраст е 12 години, со тоа што веќе во земјите како што се Канада, Австралија, Англија, таму процентот на вакцинација на момчиња се негде околу 70-80%, а на девојчињата е 90-95%. Така. Каков е суставот на ХПВ вакцината? Дали таа носи некакви здравствени ризици или несакани ефекти? Тукму што една од дилемите на родителите се и оние дезинформации кои што може да се сретнат најчесто на социјалните мрежи, а се однесуваат на тоа дека оваа вакцина предизвикува неплодност. Значи, како што реков, оваа вакцина од 2006 година се користи во светот. Значи, има една долга традиција, 16-17 години веќе се користи и навистина повеќе од 13 милиони дози се дадени. Голем број студии се правени, како што се следи како ефикасноста на вакцината, така се следат и безбедносните ефекти од вакцината и несаканите ефекти. Значи, оние обични несакани ефекти кои што обично се јавуваат после секоја вакцина. Може да се појави замор, локални реакции, оток црвенило, може да се појави главоболка, покачена температура, но тоа се јавуваат во првите денови по примање на вакцината и обично спонтано поминуваат. За среќа, досегашните студии, кои што навистина е многу истражувана оваа вакцина, безбедноста и несаканите ефекти не покажа дека влијае на стерилитетот. И она што го рековте на почетокот, дека студиите покажа дека девојките кои што се вакцинираат со оваа вакцина не значи дека се стимулираат и порано да стапат во сексуален однос со момчињата. Напротив, има студии кои што покажуваат за свесноста, поголемата свесност во ризиците од раното стапување и во превенцијата и заштитата од секс, не е само ХПВ вирусот, туку и од другите сексуално преносливи инфекции и заштитата. Во голем дел од земјите во светот се употребува 9-валентната вакцина која обезбедува дополнителна заштита од вирусот. До каде сме ние на ова поле, иако впрочем напоменавте дека кај нас се употребува 4-валентна вакцина? Чино? Да, сега моментално се користи, секако дека размислуваме, Комитетот за имунизација размислува за евентуално воведување на 9-валентната и во контекст на ова за имунизација на момчињата, мислам дека и во тој правец има желба да се воведе за имунизација и на момчињата. Но навистина треба многу да работиме на подигнување на свесноста и на информациите кај родителите, да не се плашат и жалосно е да имаме вакцина која што штити од карцином, а да не ги заштитиме нашите девојчиња и момчиња. Така да тоа би било и апелот, навистина треба да им ја понудиме можноста да ги заштитиме девојчињата. Студии покажуваат дека за 40% е намален бројот на карциноми на грлото на матката во земјите кај што има висок офат на вакцинација со ХПВ, како што е, пак ќе речам, тука предњачат Австралија, Канада, Англија, каде што навистина офатот се движи негде околу 90%, над 90%. Колку долго трае заштитата обезбедена од ХПВ вакцината и зошто е битно жените и понатаму да продолжат со редовните гинеколошки прегледи и ПАП тестови? Како што реков, последните студии покажуваат дека и после 10 години од примањето на вакцината има висок имунитет и заштита од ХПВ, од овие високоризични типови на ХПВ вирусот. Значи, не штити од сите типови, тоа треба да ни биде јасно. И мислам дека и гинеколозите кажуваат дека кај ниедна жена која што има примено ХПВ вакцина, доколку се детектира карцином на матка, не е предизвикан од тие типови кои што ги содржи вакцината. Овие два
типа на ХПВ вирусот се одговорни за 70% од карциномите на грлото на матката. Секако дека има и некои поретки кои што може да предизвикаат и затоа е онаа препорака дека и покрај ХПВ вакцината сепак треба да остане онаа редовна препорака за скрининг со ПАП тест кој што треба сите жени, девојки над 21 година да ја прават. Австралија е на пат да биде првата земја во светот која ќе го елиминира ракот на грлото на матката најрано од 2028 до 2035 година. Сето ова токму преку ова што вие пред малку го споменавте, комбинација на вакцинација против ХПВ, скрининг и третман на предканцерогени и инвазивни карциноми. Елиминацијата на ракот на грлото на матката во богатите земји, како што е на пример Велика Британија, може да биде возможно во рок од неколку децени, велат експертите. Поголемата студија објавена во Lancet, која го покажува успехот на ХПВ вакцината во заштитата на здравјето на жените. Имено, ХПВ вакцината значително ги намалила инфекциите кај девојчињата и младите жени. Податоците од земјите со високи приходи покажуваат дека таа довела до намалување на ХПВ инфекциите за 83% кај девојчињата на возраст од 15 до 19 години, а кај жените на возраст од 20 до 24 години инфекциите се намалени за 65%. Какви се искуствата од другите земји? Да, тоа се искуствата од земјите кои што рано почнале со ХПВ вакцина. За жал и ние имаме почнато релативно рано. Веројатно бенефитот од оваа вакцина не се гледа веднаш. Него бенефитот ќе го видиме после 20 години кога и се очекува да се појави евентуално карцином на грло на матка. Така да искуствата, студиите, науката го кажува бенефитот од вакцинацијата. Овие проценти се навистина многу важни во намалување на ХПВ инфекцијата, пак ќе речам, не е само карциномот на грло на матка, туку и другите карциноми на вулва, аноректална, брадавките кои што се доста расширени, гениталните кои што се јавуваат кај младите лица. Многу други фактори влијаат како организмот ќе се справи со ХПВ вирусот, доколку е здрав ќе се справи, меѓутоа секое пореметување во имунолошкиот одговор на организмот може да влијае на една пролонгирана ХПВ инфекција. Доктор Ставрик, ви благодарам што одвоивте време да гостувате во подкастот Ваш педијатар, разјаснувајќи дел од дилемите поврзани со ХПВ вакцината. Верувам дека родителите по овој разговор можат да бидат поспокојни и да не се двоумат дали ќе им дозволат или нема да им дозволат на нивните деца да се вакцинираат со оваа вакцина. Вакцинацијата против ХПВ во комбинација со редовните гинеколошки прегледи е најдобрата стратегија за спречување на рак на грлото на матката. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.